Денеска во официјална посета на Скопје дојде словенечката кошаркарска легенда Иво Данеу. Кошаркарот кој од 91 година беше прогласен за еден од 50-тите најдобри играчи на сите времиња од страна на ФИБА, доаѓа во улога на амбасадор на Евробаскетот 2013, кој ќе се одржи од 4 до 22 септември во Словенија оваа година. Словенија ја очекува најголемиот европски спектакл оваа година Евробаскетот 2013, на кој македонската репрезентација ќе се обиде да го повтори исклучителниот успех од минатиот шампионат во Литванија. Македонија е 13-та дестинација во која се промовира годинешното европско првенство за кошаркари. Организаторот очекува голема посетеност и од навивачите на македонската репрезентација која ќе игра во групата Б во Јасенице заедно со Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Литванија и со Летонија. Црвено-жолтите таму од 4 до 9 септември ќе бијат битка за втората фаза, а со тоа и за продолжување на одбраната на историското четврто место од претходното првенство во Литванија. Онлайн продажбата на влезниците ќе почне на 1 јули, а тие ќе може да се купат и на бензинските станици на Петрол. Организаторите примија дури 2536 волонтери, а за атрактивноста на првенството и во странство доволно зборува информацијата дека повеќе од 600 пријави испратиле странци, што е во исто време и рекорд во историјата на Евробаскет. За сите навивачи кои би сакале во Словенија да поминат повеќе од еден ден, официјалната туристичка агенција на Евробаскет од Палма подготви специјални аранжмани заедно со влезници за надпреварите. Од Евробаскет ќе известуваат повеќе од 1000 акредитирани новинари, повеќе од 20.000 словенци индиректно ќе учествуваат во наставнот, за гостите ќе се грижат повеќе од 1100 волонтери, а се очекуваат повеќе од 200 милиони гледачи пред ТВ екраните и повеќе од 25.000 ноќевања во најдобрите денови на шампионатот. И оваа година македонската кошаркарска репрезентација ќе биде поддржана од телекомуникацијскиот оператор One. Фудбалската репрезентација на Австралија е третиот учесник на светското првенство што следната година ќе се игра во Бразил. Австралиците во Сиднеј во последното коло во квалификацијската група го совладаа Ирак со 1:0. Единствениот гол на мечот го постигна Кенеди и обезбеди пласман на својата репрезентација во Бразил, која зад себе ги остави Оман, Јордан и Ирак. Првите два учесника се Јапонија и домаќинот Бразил. И репрезентациите на Иран и Јужна Кореја се пласира на светското првенство. Иран победи во Сеул со минимални 1:0 и го освои првото место во А групата од азијските квалификации, а Јужна Кореја ќе игра благодарејќи на подобрата гол разлика од Узбекистан. Узбекистан во Ташкент го декласираше Катар со 5:1 на светското првенство ќе одеше ако корејците не загубија од Иран. Вака во азијскиот бараж ќе игра со победникот од дуелот меѓу Оман и Јордан. Селекцијата што ќе победи во доигрувањето нема да обезбеди пат во Бразил, туку преку доигрување со петопласираниот од јужноамериканската група ќе повара место на престојниот мундијал. За петото место во Јужна Америка се борат Уругвај и Венецуела. Изминатите денови беше објавен распоредот на надпревари за новата сезона во англиската премиер лига. Шампионот Манчестер Юнајтед уште на самиот старт ќе игра 3 дерби надпревари, а веќе во второто коло ќе ги одмери силите со тимот на Жозе Мориньо од Челси. Новата сезона во англиската премиер лига ќе стартува на 17 август, а Мориньо својот официјален камбек во Челси ќе го има на тој ден против Хал Сити пред своите гледачи, додека Юнајтед походот кон одбраната на титулата ќе го стартува против Свонси на гости. Во следното коло Дејвид Мојс своето деби пред своите гледачи на Олд Трафорд ќе го има против четата на Мориньо од Челси. Една недела полоцна му гостува на Ливерпул, а во петото коло на програмата е пресметката за Манчестер против Сити. Новак Џоковиќ во машка и Серена Вилијамс во женска конкуренција се поставени за први носители и фаворити на третиот тениски Гренслем годинава Вимблдон. Организаторите на неофицијалното светско првенство во тенис ги одредија топ носителите во двете конкуренции. Ждрепката за надпреварите ќе се одржи утре. Рафа Надал е пети фаворит, додека Енди Маре е втор, Роџер Федерер е трет, Ферер е четврти, Цонга шести, а првата десеторка на носители ја сочинуваат Бердикдел, Ботро, Гаске и Чилиќ. Кај дамите Серена Вилијамс е прва носителка, па следуваат Азаренка и Шарапова. Во топ 10 носителки се наоѓаат и Радванска, Ерани, Нали, Кербер, Квитова, Возњацки и Марија Кириленко. Надпреварите на Вимблдон стартуваат во понеделник на 24 јуни и ќе траат до 7 јули. Реал Мадрид ја освои титулата во шпанското кошаркарско првенство. Во мајсторката од финалната серија кралскиот клуб ја совлада Барселона со 79-71 и со вкупни 3-2 во победи стигна до 31-та титула во својата историја. Реал Мадрид беше лидер во шпанското првенство од почетокот до крајот и играше на љубава кошарка. Најефикасен беше Руди Фернандес со 15 поени и 5 скока, а Фелипе Реес додаде 14 коша. Капитенот Реес беше избран за MVP на финалната серија. Барселона, која цела сезона имаше проблеми со повредени кошаркари, ја предводеше Инглс со 25 поени и 6 скока, додека Шаруна Сесикевичуш заврши со 23 коша. Останатите играчи целосно потврдија, вклучувајќи го и капитенот Хуан Карлос Наваро, кој беше катастрофален во целата финална серија. Со оваа титула на Реал Мадрид тие ја запреа доминацијата на Барселона, која од последниот триумф на кралевите освои 3 титули.